Американски маринци вежбаат амфибиски напад на брегот на Литванија. Тие беа меѓу 4000 војници од повеќе од 20 земји на НАТО на годинашната вежба на Балтичкото море. Но дали ќе има иста соработка на самитот кога лидерите на НАТО ќе се состанат на 11 и 12 јули во Брисел? You look at NATO. We're the piggy bank that they like to take from. Пред состанокот, американскиот председател Доналд Трамп критикуваше некои членки на НАТО дека не трошат доволно за одбраната. Germany is paying 1% of a much smaller GDP. We're paying close to 4%. Состанокот на НАТО доаѓа во време на трансатлантски тензии околу трговијата и откако Трамп ја повлече својата поддршка за конечното комунике на самитот на Г7 во јуни во Канада. Вашингтон наметна царини за одреден увоз од Европската Унија и Канада, а тие одговорија со слични мерки. Може ли спорот меѓу сојузниците да се продлабочи во Брисел? No one really knows. I mean, this is really uncharted territory for NATO. Лесер додава дека членките на НАТО не се подготвени за најлошото сценарио во кое председателот Трамп се заканува да ги откаже војните вежби или да ги повлече американските трупи од Европа, освен ако Унијата не ги отфрли од мазничките трговски царини против Соединетите држави. Well, this would be a very destructive linkage, obviously, and allies simply are not prepared for that debate at all. With big disputes over trade, over climate, over Iran, all of these things inevitably affect the atmosphere in the back of the summit, and there's real concern that it could blow up. И покрај загриженоста околу поделбите, НАТО вели дека американските инвестиции во одбраната во Европа се зголемиле за 40% под Трамп. Иоти, сите сојузници инвестираат повеќе во сопствената безбедност, приближувајќи се кон целта од 2% од бруто домашниот производ за одбраната. That when it comes to NATO, to security and defense, the transatlantic bond is not weakening, it's actually been strengthened. Исто така од членките на НАТО се очекува да ја финансираат мисијата во Афганистан до 2024 година и да дадат повеќе војници за обука на афганистанските безбедносни сили. Во меѓувреме, НАТО продолжува да расте. Македонија очекува да и бидат понудени разговори за пристапување за да стане 30-та членка на НАТО, бидејќи земјата работи на решавање на спорот околу името со Грција. Исто така и друга држава од Западен Балкан има за цел да и се приклучи на алијансата. There's all sorts of discussions going on now about what we can do to help Bosnia and Herzegovina move closer to NATO, but in the end, it's in their hands. Сепак самитот може да биде засенет од поделбите меѓу нејзините најстари членки. Слоганот на самитот лани беше: "Ние сме сојузници, ние сме обединети." Пред состанокот оваа година единството останува неизвестно.